11-та епизода на Анекта е тука. Пред да најавам кој ни гостува, да ве потсетам да стиснете лайк и сабскрајб на нашиот YouTube канал, како и на Spotify. Исто така следете ја Facebook страницата на Анекта и заследете ни на Instagram. Она што е новитет е тоа дека од денеска почнува со работа веб-сајтот anekta.mk. А сега за гостинот. Гостин во оваа епизода е снимателот Јован Лесански, снимател од македонската радиотелевизија со скоро 3-децениско снимателско искуство. Со него зборувавме на многу теми, сподели многу анегдоти од неговата работа, но и гледачите и оние што ќе ја чујат оваа епизода само на Spotify, ќе може да разберат повеќе за тоа што се работи еден снимател, кои се предностите и маните и да има можност јавноста да ги види оние луѓе што обично не ги гледаме пред камерата, а се голем и значителен дел од медиумите. Уживајте. Со тебе како гостин ни е сменати сетапот затоа што поставив мелка, малце јас во црвено облечена, да почнеме со предвреме со празнувањето на новогодишните празници. Малу вертира на тие што не слушаат и што не гледаат, дека ти веќе скоро 30 години си телевизиски снимател во македонската радиотелевизија, но има уште еден интересен детал за тебе, а тоа е дека веќе некое време, секој декември радуваш... Не откривај што е, ајте молам задзвони ми на мобилниот. Ова како увертира, а сега ти можеш сам да кажеш за што станува збор. На Дедо Мраз мобилниот така му звони во декември месец со оваа песничка. Како еден снимател што известувал од војни, секојдневно од различни настани, министерства на терен, станува Дедо Мраз. Па вака сега да ви кажам, тоа одамна беше многу. Имам еден пријател, колега ни беше у телевизија, Зоки се вика Зоран, тај сам го викаме, и ние со него работевме, јас фотографија, а тој Дедо Мраз. Значи одевме по градинки, по училишта пред Нова година, нели во декември месец, и така, за децата со забави, ќе ги фотографираме, радости носевме и така. Ама се случи да он мора да замине на пат, као утре дента треба да сликаме, и одиме во една градинка во Бутел, и ми вика, види, ајде најди некој фотограф, а ти отиди таму, само подели пакетчиња, еве ти униформата, тоа брадата и облеката, и нема гај. Добро, отидов ја, имам предиспозиции, нели? Отидовме таму, и таму учителката вика, дојдовте, да. Па вака, значи се договоривме, песнички ке пееме, и тие викам, какви песнички сега, не знам ни песнички ништо. Ама добро, фино, си се облеков, си седнав на едно столче, си ги поделивме пакетчињата, и така почна магијата за Дедо Мраз и... И колку време веќе трае? Па да ви кажам, добри 20 години. Па не, тоа јас мислев дека е многу помалку, 20 години, веќе 20 сериозен години, стаж. Да, 20 на години, значи, знаете како е многу интересно, е многу убаво со деца да се работи, тие се искрени се, нивните желби се реални се, значи нешто што навистина го посакуваат, нели? За разлика од возрастните, ние посакуваме можеби некои работи што не може да ги оствариме, а децата се нешто посебно. И така едноставно почна тоа, одевме по градинки, по школи, по дома, не вика некои и така, сме одели по институции, да речеме, еве, често пати сме одели на детска клиника, да речеме таму кај дечиња болни кои што се сериозно болни, каде што ти имаат само една желба. Имаат една желба, да оздрават. Другите имаат секакви желби, нели? Која ти бара чист воздух да има, која сака сонцето да свети појако, која сака да му купат не знам што, ама тие дечиња таму така, таа им е една единствена желба им е, значи да оздрават. И добро, знаете, сепак ќе внесете малку ветрина во тие детски души, весело да биде, интересно и ете така тераме веќе 20 на години и се надам некој уште долго време. Има ли некоја интересна случка, да речеме веќе кога подпораснуваат, па можеби гледаат, дознаваат дека Дедо Мраз не постои?
Па да ви кажат Еве нешто. сега ќе ви кажам, една ситуација имавме на каде наш колега, одам во Чаер, таму живее, Сладјан ќе го кажам, и он има две дечиња, машко и девојче, машкото е поголемо, Давид, и девојчето помалечко. И сега Давид и кажал дека, слушај, значи тој што доаѓа е на тато колега, Дедо Мраз не е, вика, тој се преправа, значи не е тој вистинскиот тоа оно. И добро, и јас отидов кај ни вечерта дома, и го дадов подарокот, така како што договоривме, поразговаравме, таа малку ме гледа со недоверба, ама ме снимаа со мобилен и тие работи, и се случува после 2 дена, јас имав едно 400 деца во Винго, тоа е хеликоптерската единица на аеродром, кај нас војната хеликоптерска единица, каде што таму нели Дедо Мраз доаѓа со хеликоптер, па се слика со децата, ги поздравува и изјава дава за телевизија, за медиумите. И она видела и дотрчала и му рекла: "Давид, гледај, еве го, вистинскиот е. Гледај дека е тој што беше кај нас дома. Немој ти да ми кажеш дека не е." Кој е Дедо Мраз, а Кој е Дедо Мраз? Така да, добро. После тоа децата, знаете, ке сватат више големи и така. Па некој пат се случувало така, ќе им зазвониш на врата, па се плашаат, доека доверба малку да се стекне. Ама со помош на родителите, повеќето прифаќаат. Сигурно е многу забавно. Многу е, да. Сега пред да те прашам за почетоците на изборот да се биде телевизиски снимател, морам да кажам дека многу луѓе ми замерија дека некако дури имав и колешка од Србија, дека викам гости да ми се колеги, новинари, еве ти си првиот снимател што е гостин, као дали нема и други интересни луѓе, ама мислам дека ретко имаат можност луѓето од твојата фела, оние што прават на некој начин магија позади камерата и се заслужни за многу снимки, за многу добри документарци, добри прилози, наградувани прилози, јавно да говорат. И затоа ми е мило што еве првиот снимател кој е гостин во Анекта си токму ти, приказна што веќе трае скоро 30 години. Да, така. Од Како 94. баш оваа професија? Добро, вака, значи јас сум многу благодарен што ете вака еден медиумски работник повикавте, значи ние снимателите, тонците, монтажерите, осветлителите, режисерите и сите тие луѓе што правиме слика во телевизиите, сме медиумски работници. И голема радост е што веќе со новинарите сме тука на исто рамниште, значи ете, фала Богу, ЗНМ, ССНМ, тоа е Синдикатот на независни новинари и медиумски работници, го видоа тоа и видоа дека ние уствари сме, што би рекол нашиот колега Трајче Илиевски, едно тело, две души. Значи ние функционираме заедно. Така да еден без друг не можеме. Значи 1000 зборови може да заменат една секунда фотографија и дали ќе ја заменат. Значи во прашање кога станува збор за снимателите, најчесто ние сме позади камерите и не се појавуваме пред камерите, пошто често пати знаеме да бидеме сезнајковци, ама кога ќе застанеме пред камерите сме срамежливи, не знаеме баш најдобро се снајдеме. Што не е случај со мене. Сега вака, како станав снимател? 94 година почнав на минатиот век, значи 1994 година почнав да работам во МТВ, во Македонската телевизија како волонтер, со намера да се запишам на Факултетот за драмски уметности одсек камера. Кај нас секој 4 години по 7 студенти примаат. Една година се сниматели, другата се монтажери, па режисери, продуценти, глумци и така. Сега таа приказна кај мене не успеа, нели? И помина некое време таму, уствари оваа професија е занает. Значи се учи како и останатите професии, ама е занает. Убаво е да имаш нели високо образование, но сепак занает кај што треба нели да имаш и талент и да го научиш како што треба. Кај мене приказната беше учев од многу добри професори, од многу добри колеги сниматели од тоа време. Сега ќе ги спомнам, за жал не се меѓу живите некои, значи Бошко Ацевски, Драги Таневски, Манаки, Владички Димитар, Мисо, Владо Јаневски, значи сниматели од висок ков. И сега има и еве што се живи, фала Богу, Диме Пеовски, Цобе, Слободан Цуковски. Значи луѓе кои што оставиле траен белег на телевизиското снимателство. Значи, зборуваме од документарни филмови, од телевизиски драми, кога се снимаа на времето. Сега, за жал, немаме таква продукција, толку голема продукција. Народна музика, забавна музика, концерти, патувања во странство, репортажи, значи, од се прави. И тоа е занает.
Значи, ќе го научиш и колку ќе го научиш, толку ќе бидеш добар. Но сепак треба да се надградуваш. Значи, сега тогаш беше, се почнуваше, аз почнав, кога почнав, имаше едни камери, RCA камера се вика, тоа е модел американски RCA, каде што двајца ја носеа. Снимателот и позади него со скоп тонецот. Двајца. Юматик касети, стари. Па после тоа дојде бета технологијата, која што е малку понапредна, нели? Па после се дигитализиравме, пројдовме во мини DV, DV-Cam, па еве сега снимаме и на картици, нели, што се SD карти, дигитален е записот, веќе во употреба си дронови и други, да речеме, опции каде што може ти со мобилни телефони више има, нели, мобилно новинарство и тие работи. Така да тоа напредок иде и порано, да речеме, за во живо да направиш пренос, ти требаше многу луѓе, линкови да уклучиш, па цела екипа да дојде да се наместа. Сега тоа еден човек го прави со преку интернет, со лайв вју, дури и сам можеш да го направиш. Така да тоа мора да се следи, да се прати трендовски за да може да бидеш конкурентен. Потешко ли беше, кажуваш дека имало камери, што требало двајца луѓе да ги носат оние касети, потешка била сигурно и монтажата, обработката на самиот материјал. Знаете што пред тоа и на филм се работело. Значи, снимателите снимале на филмска трака. Па посебно се снима филмот, посебно се снима тонот. Па после тоа се монтира на филмска стол на монтажа, па да ги синхронизираш сликата со тонот, значи било многу тешко. Ама немало можеби таква динамика на брзање како сега. Сега информацијата дека има многу медиуми, од електронски, од телевизија, радио, за жал помалку весници на хартија, а повеќе на интернет, информацијата треба брзо да се пренесе кај нас. И немаш ти време многу да се, нели, околу тоа занимаваш. Освен тие работи што се споровозни, ќе се снимат, ќе се направат, ќе се измонтира, трае монтажата, трае, сум работел јас на некои големи проекти каде што подолго време се снимале, каде што се работеле и каде што едноставно остануваат, имаат трајна вредност. Да речеме еден од, можем да кажеме, тоа беше голем проект кога папата дојде во Македонија. Тоа беше, мислам, 2019 година. Пред пандемијата. Така, папата беше во Македонија на 9 мај. И што се случува? Со колешката Билјана Жеревска, 2 месеци пред тоа, шефот ни вика, слушајте, ке треба тоа и тоа, вика, да идете во Ватикан, од таму со папата заедно во исти авион, ке патувате со него, ке одите во Бугарија 2 дена има, после ќе дојде во Македонија и ќе се вратите со папата, бидејќи он има, да речеме, како да кажем, кај нив е, како председателот американски, држат пресови во авион. Значи, на враќање го држи пресот во авион. И се вративме, нели, после 4-5 ден во Ватикан, пресот се одржа во авион, каде што нели тие работи, после останавме уште еден ден во Ватикан, каде што имаше миса и каде што нели папата тоа патувањето што е негово, апостолско патување се вика, каде што нели кажува каде бил, кои земји ги посетил, све тоа е историја кај нас. И го снимивте, мислам, целиот тој процес целиот од тој 7 процес, дена. значи колешката Билјана Жиревска, она толку многу се подготвуваше, значи од историски факти, од сите тие работи. И јас кога отидов таму, предизвик е за мене, не може сега све дупло носиш, дупла камера, резервна, светло екстра носиш, размислуваш како ќе биде, што ќе биде. И после тоа имавме и монтажи и све, и дури после 5-6 месеци излезе документарен филм за посетата на папата во Македонија, кој што македонската телевизија со голема радост и успех го прикажуваше. И се уште е тоа историја. Значи тоа е учебник, утре ќе учат децата за тоа, ќе го пуштат филмот, ќе видат како дошло до тоа, што се случувало и така. Па и самото име ќе биде запишано, кој се работел, нема работа. Знаете што, видете, кај нас снимателите, значи, не секогаш снимаме убави работи. Значи, се случува и лоши работи, нели? Се случува и кризата, 99-та косовската криза, тука што беше, нели? 2001 година исто кризата кај нас во Македонија, каде што некои работи. Се случуваат несреќи. Дали ете, последни беше беа во Бугарија кога загина многу луѓе. Ласкарци, имаше многу. Па кога загина бугарите со бродот во Охридското езеро, катастрофи, како поплавите што беа Стајковци и сите тие работи. Значи, тука снимателот со новинарот треба да бидат, нели, тим. И
да бидат приземни и малце посвесни што се случува околу нив. Не сме да те обземат емоции. Е тешко. Много е тешко, нормално, тука сме, нели, гледаш што се случува пред тебе. Ама нема, тоа е, ќе мораш да завршиш работата најдобро и најобјективно, нели? После тоа материјал отиде во монтажа, па таму колегите монтажери ќе си седнат, ќе средат, ќе го сработат тоа. Значи, тоа е склоп еден и целина која што мора да функционира заедно. Не може само новинарот или само снимател, кога зборуваме за телевизија. Значи, ние, еве јас и што сум многу горд, кај што, да речеме, еве, 20 синови мои соработуваат со еден сајт, телевизија, уствари тоа е интернет телевизија, се вика Срптел, каде што имаме над 300 видеа наши направени, каде што да речеме, јас таму нешто помагам со дрон и тие работи, да речеме, сега имаме промоција на еден филм кој што го работевме со професорката Чирич во Белград. Значи се вика Задужбина Немањичи у Македонија. Сите од династијата Немањичи кралевите што биле, значи сите цркви, манастири што ги правеле, значи 10 дена се работеше, таму снимател беше професорот од Горан од Есра и нели монтажер е исто професор што беше таму. Јас барем имав среќа да работам со дрон, да сите тие цркви и манастири да ги отснимам и тоа е да речеме исто филм кој што е историја. Што ќе речем секи има промоција во Белград, пак има кај нас овде кој што останува без разлика. Но сепак мислам дека кај нас во јавниот сервис, нели технолошки идеме напред, еве сега имаме и дронови во употреба, студијата ги реновираат, напред се оди, нели, тие работи, нови кадри доаѓаат, млади новинари доаѓаат, нели, сниматели, тука обуки имаме стално преку синдикатот на независни новинари и медиумски работници, ЗНМ тука исто многу помага околу тие обуки, каде што се обидуваме да, нели, во тренд ги држиме и снимателите, и новинарите, и нели, другите медиумски работници, каде што ќе можеме тимски да го сработиме дадениот предизвик. Не, па многу е важна таа соработка, затоа што едното без другото секако не може некој на другиот да биде надмен, дека е многу поважен во целиот процес. Спомна сам за кризата во 99-та, конфликтот 2001 потоа кај нас. Имаш исто така и работено и во Афганистан, во Кувајт, ако не се лажам. Колку па тоа е еден друг предизвик и колку е потешко таму, мислам, од први и за самата безбедност. Да. Колку треба да се внимава и при етичност, при известувањето, секогаш сте вие први на удар, а не новинарот. Вака сега, значи, кога сме оделе, точно нашата професија, значи, немаш да се збогатиш од професија, снимател, освен ако не снимаш филмови или не знам што, барем во Македонија немаш. На голема наша радост, ние што работиме во јавниот сервис во македонската телевизија, имаме шанса и можност да идеме и во други држави да снимаме. Јас сум бил во над 30 различни. Најчесто со политичари сме патувале, нели? Сега при посетата на наши министри за одбрана, да речеме, во Афганистан сум бил 5 пати. Значи, почнавме прво беше со министрот Еленовски, па со Коњановски 2 пати, Гордана Јанкуловска. Па бевме еднашка со заменик началникот на генералштаб Насер Седини во тоа време и 2-3 полковници и новинарот мој колега Никола Чурихин. И еве една интересна приказна, тоа се случуваше на 28.4. Морам да се потсетам само да видам која година беше тоа. Значи 2008, значи имаше во Афганистан, бевме во Кабул, во базата, кај војниците наши во контингентот кој броја 100 војници, а во близина на едно 2-3 километри од базата, воздушна линија, има еден стадион каде што имаше воена парада. Тогаш беше на 28 април е денот на победата на афганите над русите. Значи тога се рачуна дека Афганистан се ослободил од руското влијание и вакво. Имаше обид за атентат на афганистанскиот председател, тогашниот Хамид Тарзај. И значи што се случи? Ние бевме на километар и пол-два. Дадоа тревога, значи отидовме во бункери и сите тие работи. Сакам да кажам, се случувало тука кај нас, нели, кризата 99-та, 2001-та, ама другачие, еднострано ги гледаш, нели, има ние и тие, ама таму, значи, тоа е сосема нешто друго. Такво чувство, значи, нели, тоа се заврши за еден час, значи,
се заврши кој за среќа никој не настрада, имаше некои ранети, ама само колку близко бевме. Сега ние се обидовме, нели, македонската телевизија од таму да известиме и сите тие работи, го направивме тоа со успех, нели, ама многу поспремни, значи CNN, BBC, кои што се големи корпорации, каде што многу финансиски моćни и јаки, значи они буквално правеа пренос во живот тоа. Нели? Значи сум патувал и сум бил во Америка, во Канада, тука по Европа многу, во Африка, значи најдалеку на истокот до Индија. Чувството е тоа што си стално на различни места, со различни луѓе, ќе запознаеш многу култури, пријатели ќе стекнеш, познанства, ќе влезеш на места каде што ние обичните луѓе не можеме да отидеме. Може би ти да имаш $1 милион, така, ама во Америка, во State Department, кога е Колин Пауел у кабинет, не можеш да влезеш. Значи, ќе влезеш туристички таму, кога нема никој и тира. Ама кога тоа е внатре, значи јас имам колеги кои што биле со председатели, например, го виделе Буш, виделе, да речеме, јас имам една многу интересна ситуација која што ја раскажувам на сите, во Копенхаген, во Данска, имаше некој КОПС, тоа е сами за климатски промени. Со еден наш председател бевме таму и имав можност во исто време да ги видам Обама, Хилари Клинтон и Саркози. Значи, толку близко покрај мене поминуваат, значи тоа ние обичните луѓе овде, знаете кога можеме да видим само на телевизија. Си намигнавте ли со Обама? Си дигнавме веќе. Значи, сакам да кажам дека тоа е предноста на професијата снимател или новинар. Да, значи, во Израел сум бил, да речеме, со Миријана Трпчевска, колешката, да речеме, многу често патувавме со неа на времето. Интересно е да речеме ова марамата. За марамата сигурно ќе ме прашате. Вие носиш многу често. Да, да речеме, марамата ми е купена таму, во Израел, тука близу зидот на плачот, со тоа што од палестинец. Значи, имам купено. Во моментот ја носам марамата како подршка на палестинскиот народ, поради тоа што им се случува сега, нели, кој што не е убаво уопште, што гинат деца, што гинат луѓе, што уопште таа ситуација што е настаната таму, да се надеваме дека има некои примери, дека ќе се задржи, дека можеби ќе се врати во некаква нормала. Жално е за тие жртви, жално е што се уште такви работи има и таму, и во Украина, и на други места има, нели, во светот, каде што има војни и неправди, ама едноставно тоа е животот. Некако мора да се справиме со така. Баш зборувавме дека самиот спомена дека многу слични се по менталитетот со нас луѓето од Блискиот Исток. Па да ви кажам, мислам дека од Индија наваму многу се слични. Не знам зошто, сега може ќе звучам така патетично, ама нели Александар Македонски, војската и сите работи. Јас наоѓам сличност, и во Израел сум бил, да речеме, овие кибуците што се таму и сите тие работи. Едноставно, дали може би јас сум таков човек, ама во секој народ гледам некоја сличност, нели, таму, со нашиот македонскиот народ, тука, или со албанскиот, или со луѓето што живеат на ова поднеме, сакам да кажам на Балканот, нели, ние сепак сме тука, заедно живееме, треба да живееме еден со друг, не еден покрај друг, нели, треба да си ги почитуваме културите, треба еден за друг да си знаеме, обичаите, адетите. Сега тука ќе нас знаете како малце ќе дојдат некои избори ќе ти створат вештачка криза малку и се ама сепак мислам дека младите више не наседнуваат на такви работи, туку дека треба гледаат дека мора да се живее еден со друг, заедно, и кога ти е полн џебот со пари, тогаш не ти е проблем. Никој ти е председател, никој ти е премиер. Ако го бива, нека биде и од Узбекистан, нека биде од Кина премиер, не ми е гајле. Главно гледам дека работи за нас и за мен. Не е важно. Ако не го бива син да ми е, нема да го ставам. Значи има луѓе и не луѓе, според мене. Сега... Има ли некад изненадено колку совршено, не може да биде никаде совршено, добро функционира некој систем кога сте снимале, сте биле во Копенхаген, да речеме, оние скандинавски земји што се далеко многу посредени од нашава, да речеме. Сега ќе ви кажам, во Норвешка сум бил 3 пати. Со една наша невладена организација, Нансен диалог центар се вика, и 3 пати сум бил во Осло и во Лилехамер, тоа приватно, нели, и така, со пријатели од таму. Знаете како, се
совршени, да речеме, околу социјалната сигурност, околу некои работи не размислуваат тој дали ќе има до крајот на месецот да му стигнат пари или нема, дали ќе го плати сметките, да има да ги плати детето, дали му даде 100 денари, диде денеска се движи да си купи и све. Условите во училиштата не размислуваат, нели? Има луѓе таму се запишуваат на 60 години на факултет. Тоа го викаат пауза во животот, нели? Ќе се запише, па не. Ние мислам дека во таква совршена средина не би можеле Нема да се снајдеме. Па нема да ни е предизвик на нас секој ден нешто ново излегува, се нешто туку ќе ти изненадат со некоја, да речеме, работа која што мислиш, кај мене најде, кај најдоа сега, нели тоа. Ама ете, мора да се справуваме со тие предизвици кои што ќе ги решаваме, нели? И еве сега јас да речеме во нашата синдикална организација, нели? Тука сме во управниот, нели, сите заедно, извршниот, стари, и знаете како е, се обидуваме, се бориме за работничките права, нели, на свој начин. Можеби, не знам, не можеме многу нешто да промениме, ама едноставно го кремаме гласот да се види дека сме тука, дека постоиме, дека треба се почитуваат законите, значи законите за работни односи, колективни договори, сите тие работи. Едноставно да знаат луѓето, да знае и власта и опозицијата дека ние постоиме и дека мора да се почитуваат законите. Ако сакаме да имаме држава како што треба. Ако сакаме беззаконие, онда не мора да почитуваме. Не треба да измислиме топла вода, се е измислено, веќе треба само да се примени. Да. Сега од работничкиве права едно нешто друго, затоа што ја спомена Индија, не познавам барем јас некој во Индија што била и не мислам дека нешто е многу дестинација пожелна, сосема друг континент е. Како е таму, баш ме интересира? Вака, значи, јас не бев долго време таму на пропатување, значи 2 дена, една вечер спиење, 2 дена, значи така ни беше летот за Афганистан, тоа, ама едноставно, значи, да, доволно е кој ќе го вдишаш тој воздухот таму, нели? Од тука тргаш со така малку со предрасуди, нели? Си кажеш, чекај се, Индија да видам што е како. Јас колку што успеав да видам, значи има од до. Значи, за тие 2 дена, колку што може да дзирнам низ прозор, нели, многу не излегувавме од хотелот кај што бевме сместени с тие работи. Значи, не можам нешто многу за Индија да ви кажам, можам за други места кај што сум бил, да речеме, како сме си поминале и сите тие работи, каква можност и шанса ми пружила мојата професија. Да речеме, имаше една ситуација во Канада, ќе ви кажам, тоа е интересна случка, од тука одевме, јас бев снимател со министер за надворешни работи, значи колешка од МТВ, колешка од МИА, од Сител, и не ми текна што кој. И одиме ние таму, багажот ни го изгубија у Торонто, у Отава се симнавме -26, со едно јакниче, 3 дена у истите алишта, што да ти кажеш, ма ке речеш Канада, дека средено е све, не може да се случи ништо. Нема, тоа е. И на враќање се случи да заврши официјалната посета во Отава и ние дојдовме во на Торонто, каде што нели требаше да има средби со нашите, со македонците, ама министерот за външни работи мораше да замине за Америка, беше периодот кога Америка не признаваше подуставно име. И Кондолиза Рајс, кој таму го викна, и тој замине, ние останавме сами и на една наша колешка брат исто со нас беше, тој беше тогаш директор на директоратот за воневропски прашања таму во МНР. Од Кавадарце му викам, баце да те прашам, вој конзул, те ли си му шеф? Ја. Па викам вака, ја на картата гледам тука, хотелот ни е овде, Нијагарини водопади на 100 км, па мора да поминеме покрај нив и на аеродром да одиме. Може ли да го замолиме конзулот, успат да не однесе на 15 минути да ги видиме Нијагарини водопади? Човекот конзулот беше многу љубезен, во тоа време не се сеќам како се каже човек. Отидовме, ги видовме Нијагарините водопади. Значи, од Македонија да се забереш, да отидеш у Канада и да ги видиш Нијагарините водопади, па треба да имаш бајаги во джебот. Треба многу работи да се средени, прво со визи, второ со не знам што све, треба за да отидеш. Ние со мојата професија, јас ги видов, да речеме, Нијагарините водопади. Една од придобивките на нашата професија. Да, затоа што интересно е многу, дури некои приказни се дури нереални, што во еден работен век човек може да ги проживее и да ги види. И имало ситуации такви, имало кај што едноставно пак викам ќе сретнеш наши луѓе по странство што работат, што ќе видиш многу различни работи од кај нас. И
тоа што е добро што нашата професија ќе ти пружи нешто што, да речеме, колеги што имаш што деле по фестивали, што деле во Кански фестивал, биле што ја знам на доделување на Оскари, биле не знам каде. Значи нешто што само на телевизија можеш да го видиш. Еве ја, да речеме, у Катар бевме, 3 пати сум бил. Еднаш со една воена делегација, еднаш со председателот Иванов додека беше, и ќе ви раскажем една интересна приказна за тоа, и со Танец. Танец беше гостин таму на емирот на Катар, не ми текна Билал Тани како беше името на човекот, подолго име, и 7 дена таму бевме, многу убаво не пречекаа луѓето, добивме подароци сите, беше многу убаво, интересно, македонската култура и Оро беше таму представено и сакам да кажам доживување. Ама доживување значи вака, кај што бевме сместени, од десната страна погледнуваме, значи Европа. Америка, гледаш висококатници, мислиш дека си на Манхетен, дека си во Америка. Се вратиш лево, гледаш пустина. Пустина, гледаш камили таму, некои шатори. Сакам да кажам, такво нешто чини пари да отидеш да го видиш. Нели авионска карта од Скопје, да отидеш у Доха, кој зна колку кошта, да се сместиш таму хотел, многу пари. И пари и време. Па сега ние, обичните луѓе, ретко кој треба да штедиш малку повеќе, ако можеш да заштедиш, па да отидеш. А нас ни беше дадена таква прилика. Или сега ќе ја раскажеме на друга многу интересна приказна. Одиме со Иванов председателот на некој економски форум таму во Доха. Ама ја пред тоа сум бил во Финска кај со Илинка Митрева, беше министер за външни работи, и председателката на Финска во тоа време, таа Тајра Халонен, мислам се викаше жената, и поликва, ја запамтив која е. Тоа беше, да речеме, што знам, есента, и ние следната пролет одиме во Катар. И одиме сега со 2-3 колеги, и еден од колегите, Горан Момировски, сите си го знаеме, ете може да го прашате дали е вистина ова што ќе го раскажам, и фотографот што беше председателот Аце од Охрид, и одиме и влегуваме во тие едни базенти, така имавме пауза, малце да се разладиме, топло беше, и влегуваме, и ние тука си се бајкаме у базентот, и тоа е една жена со купачи повозрастни, уште една жена облечена, така со гумени капи, им пише фин, значи финска, значи знаеме на финска. Ама и ние во водата доле, и јас ја гледам, леле, вика, моја председателката на Финска. Ама Горан Момировски, пошто очила носи, ги симнал очилата, меѓувреме само гледам, и вика, you're from Finland. И вика, да, јас сум од Финска. Вика, од земјата на Оли Рен. Дали председател, ова беше комесар за проширување. И она вика, па вие го знаете Оли Рен. Значи некој там, а Горан Исунчен, така како араб изгледаш. И вика, па да, вика, вие, кој сте вие? Јас сега му давам ишаре да му кажам дека е тоа председателот на Финска. Он вика, јас сум новинар, вика, од Македонија. А вика, а вие која сте? Па вика, не ме препознат. Па не, вика, кај ќе му текне, он ја видел ден тама, кај се, а ние се бандјаме тука у исто базенче, значи со жена. И вика, не ме знаете? Не, вика. Ја очо, дури не може да излегов надвор, значи, леле, како да му кажам, ќе се обрукам. И он почна да разговара, тоа му вика, нешто си разговара и доаѓа, он го зима пешкиот излегува и слуша, шо фино, рече женчено, била пејачка тука пеела у хотелот, вика. Шо збориш бе, викам, шо ти рече? Па викам, не ме пребуде, па јас сум пејачка, вика, пеам во клубот тука ова. Викам, ова е председателот на Финска, бе, шо збориш? Да, леле, викај. Па отиде се врати, доплива до неја и вика, извинете, не ме препознав, ми кажа колегите. Вика, па посетете Македонија, така да и упати официјална покана да дојде во Македонија. Значи тоа е една приказна која што вако. Или да речеме у Америка, у Вашингтон. Идам у Вашингтон, треба да одем у Стеј департмент. Јас така, ради временска разлика не ми се спие. Не знам на кој спрат бе, во Ритz-Карлтон спиевме и се качувам јас во лифт, излегувам и надоле се симнам. Гледам една жена стои до мене. Викам, колку ми личи ова на некој. Како да е од Македонија, викам женчево. Кој знае која е, викам, тетка една баба. Како од Битпазар ми е позната ми е, не знам која е, уште добар ден да ја кажам. Ај, добро, викам, ке си одам натако. И брзо ме свика таму шефот на кабинет на министерот со кој што бевме таму и вика, брзо дојди, вика, министерот наш министерката наша ќе има, вика, средба со Медлин Олбрајт. Човече, Медлин Олбрајт до мене у лифт. После ми текна по брошот, ама касно ми текна. Замисли, ја у лифт со Медлин Олбрајт. Значи, жена која што, нели, позната на Балканот и која што многу имаше вакво, нели, влијание и многу прашина се дигна позади неа. Ете, тоа е
придобивката на нашата професија. Покрај тоа што ствараме трајни вредности. Добро, а сега да збориме за Ајде. оној малце постресен дел покрај патувањата и убавите работи и она кога некогаш треба, знаеш дека си само човек, се случуваат лоши работи, треба да си приземен. Го начнав тоа прашање да те допрашам за оние напати на новинарите. Има протести, има некои други работи и вие сте први на мета кога нешто такво лошо се случува. Новинар може пресо да го извадиш, да си продолжиш да Знаете одиш, што? а оно што е со камерата секогаш е некако прв на мета за жал. Вака се да ви кажам. Порано, стварно беше така полошо за нас, да речеме, снимателите кои што се случувало, имало протести, имало немири, имало лоши работи, да речеме, нели, секакви работи. Македонија поминувала ни секакви фази, нели, каде што заедно со новинарот ќе отидеш на некој таков настан, каде што, нели, новинарот е тука некаде покрај тебе, ама ти си првиот на удар поради тоа што со камерата си обележен. Значи, па поготово знакчето, нели, кој ќе ти го видат на која телевизија, па има ти не годуваат некои, па некој ќе те плюкне, некој ќе ти фрли камен, може главата да ти ја рацепи, сега новинарот и колку да е тука, ма сигурно нема да скокне и да се подметне за да неговата глава пукне. Сега се случувало, нели, секакви работи, но сега веќе во последно време, покрај тоа што имаме многу поголема соработка со новинарите, нели, се обидуваме, нели, да не влегуваме во такви конфликтни ситуации према од страна и се работи. Фала Богу и законот што е донесен за заштита, да речеме, она што е напад на новинар и медиумски работник, се рачуна како напад на службено лице, што значи следуваат и затворски казни. Ја ќе ви кажам, имав ситуација 2003 година во Рачиново, значи, телевизиска екипа бевме, Вања Стевковска новинар беше и Среќко Јовановиќ возач. Навечер отидовме 11 сати, имаше нешто се случуваш, имаше договорено со тогашниот градоначалник таму на изјава да ни даде дека се е смирено и сите тие работи. Не заобиколија некои луѓе околу кола, вооружени, немаше полиција, немаше ништо. Значи не измакна од овакво од кола, почна да не тепаат, мене ми ја искршија камерата, имав ребро скршено, окото ми беше повредено, 55 дена бев на боледување, возачот имаше 2 ребра скршени, тој не се ни врати на работа, се пензионираше, за среќа колешката новинарка помина со некоја шлаканица, ама сакам да кажам, значи не секогаш е розево. Јас, значи, што дека се случило таму, јас не ги обвинувам тие луѓе што живеат таму и тие не сакаат бандити околу себе. Значи секаде има такви работи, со тоа што тоа да се случи сега, па тој има да иде у затвор и никогаш да не излезе. А како беше тогаш? Што беше епилогот од тоа се? Па епилогот беше, јас завршив во болница, колегата возач во болница, новинарката со исто наболедување, пошто нели многу се вознемери, имаше некои судења на непознат сторител и сите работи и ништо. Помина тоа така како што помина, добивме некаква си оштета, пошто бевме службено испратени, беше повреда на работно место. Јас 55 дена на боледување бев, нели, со скршено ребро, со окото повредено и сите работи. Нели, добивавме цела плата според закон. И толку, ништо, тоа ќе го спакуваш некаде во некој фолдер таму позади далеку во мозокот и тоа ќе ти текне некогаш околу јуни, 10 јуни беше тогаш. И ќе се случи затоа што низ глава ти поминува, пеш мене пиштол ми репетира на чело ми го стави пиштолот. За секунда ќе ти помине животот, тука ти се вртат децата, вистина е. Значи децата ти се вртат низ глава, нели, сите тие работи и барем во тоа време, нели, мали ми беа децата и све. И си викаш, само треба да чкрапне и да те нема. За среќа, не се случи тоа. Но ете, значи, имало ситуации такви, не да Боже да има пак, со тоа што мислам дека сега сме повеќе заштитени и покрај тоа што, нели, сега, само секаде има усијани глави, нели, секогаш, сега ќе се обидеш да не влегуваш во такви ситуации колку можеш, ама некогаш упорноста на новинарот или упорноста на тој од канцеларија, уредникот, што му се јави, што има, што се гледа, иди поблиску, значи, мора добро да се разработи, као оди, што оди, со кого, мора си побараш некој човек таму, фино да договориш, ние што дека имавме договорено со градоначалникот, дојдоа после некои нивни луѓе ги расчистија,
ама ние джабе, колата искаше на камерата, партал, јас у болница, возачот у болница и што? Ништо. Ета не било ни протест, не било Ништо, ни... ништо. Значи беше никој некаква друго случка, насилно. нешто се случи, имаше нешто таму, инцидент некој беше и ние отидовме да снимаме околу тоа, значи инцидентот се случи, што ја знам, попладнето и ние ноќта дека е смирено, дека окей све и договорени плюс со граначалникот тогаш. Ништо. И толку. Ама не бевме заштитени ништо. Тогаш имаш некоја синдикална организација, нешто, оно ни дава некаква парична помош и толку се заврши. Сега, не дај Боже да се случи на такво нешто. Па сега има не знам кој све да реагира. Не само и поради законот и социјални мрежи и побрзо ќе се расшири, поголем ќе биде притисокот од јавноста, така, не е јасно, исто. Да, нема да остане така. Значи тогаш излезе за нама, изреагира и толку после 2 дена се заборави све и се обидуваш да нема трауми, нели ќе оспакуваш тоа, пак ти викам некаде во некој фолдер каде што ќе го затвориш и толку. Сега тоа е и пак ќе кажам, придобивката на нашата професија и тоа. Си носи некогаш си и носи, нешто. да. Не може се да биде розово нормално. Да, А 2001 и 99 беа ли стресни? Ти Па, си бил знаете тогаш како, и да да. се речи на почеток. Да, например 99 година, значи сме работеле секој ден на работа, само повеќето информативна работевме. Сега работам во утринската програма, да речеме, и тоа е добро. Во информативна програма одевме и се, знаеш, без разлика, имало со мене новинари македонци, албанци, турци, срби, роми, власи, значи нема разлика, има колеги кои што треба да ја завршиме работата, нели? Тие на граница стојат луѓе, мали деца, стресно, идеш, овие како се вика, кампови, значи луѓето немаат, не знае куќата таму дали му изгореле, не може да си ги најде детето, мајката да си ја најде, мајката, детето, родителите. Знаеш, тоа е многу вакво. Тоа 99-та. 2001 кај нас, значи, ја не го викам војна, беше конфликт некој, кој што според мене едноставно некако може би увезен малце тука политички тврди глави, ама ете, заврши како што се заврши, за среќа, нели, со подпишување на некој договор кој што се исполни и сите работи и кој што треба да клене главата и да тераме понатака, нели се стремиме кон Европската унија, веќе членка сме на НАТО, кон Европската унија каде што нели ќе живееме поубаво и полагодно, ќе патуваме полесно и сите работи. Значи 2001 година беше едноставно, ете се случува и таму и тогаш лоши работи, стресни, нема, мора да отидеш да уснимиш без разлика што и да е. Тоа не посакувам никој да го доживее тоа, значи да биде во таква ситуација, посакувам сите снимаат убави работи сам. Ама тоа е, значи помина, фала Богу и тоа. Ама остава последици некакви, ако многу го враќаш филмот и го развиеш, ако не. Ете вака некој пат ке се сетиме, ке Кога поразговараме. прифатиш дека се случило и тоа се оди понатаму. Жално е што има жртви и од едни и од други, не ги двоиме, нели има во завршеток на конфликт има само мајки, сестри, жени, родители завиткани во црно кои што ташат и толку. Една нема такви работи, нели сега ние се стремиме кон идеален свет, да нема, нели како што имаме во Украина, сега како што имаме во Палестина, како што имаме на X места низ светот каде што нели има многу неправди. Ама тоа е дел од професијата. Добро, ми спомена исто и една па и чудна некоја случајност за председателот почината за жал, Борис Трајковски, ако може да ми раскажеш. Знаете, он беше многу добар човек. Јас, нели така, имаше една жена таму што работеше, ќе ја спомнеме за жал, таа е почината, Јана се викаше, она работеше протокол. Значи била и кај покојниот председател Киро Глигоров, и кај Бранко Црвенковски, и кај Борис Трајковски, и после тоа, нели, Јана протокол беше жената која што се грижеше за нас медиумите, да, нели, на време влеземе, снимиме, направиме како што треба и сите тие работи, значи баш Јана ако каже тука стои снимателот и снима, тука стои дури председателите мирно и стоја. Како ќе кажеш она така, председателе краватата малку поместете, тој ќе ја помести. Малку фризурата наместете, ајде сега може изјава. Значи нема снимателот тука и така. Се случи тоа беше пред да загине председателот по несреќа авионска, тој загина на крајот на февруар, чинам 25 и 26 февруар беше, а јас на 14 јануар
со министар за надворешни работи беше тогаш Илинка Митрева, а со мене беше и Мира Трпческа Мирјана, колешката, нели, која што работеше во македонска телевизија тогаш, и неколку членови на делегацијата, каде што бевме во Израел. Се заврши таму посетата, на враќање, летавме во истиот авион, каде што и дури со истиот пилот, со Марко, кој што нели загина во несреќата, тој е брат на еден наш колега, каде што замислете, месец и пол, скоро, пред тоа, јас сум патувал со тој авион, со тој пилот, баш он тоа се сеќам многу го рече, веќе скоро 30 години летам, ова е најбезбедниот авион, и сите тие работи, нели, така. И кога се случи тоа, несреќа да не сите во шок. Значи, сакам да кажам дека можело да се случи и тогаш. Или кога патуваше председател Борис Рековски, среќа, еден наш колега требаше да биде. Се случувало со нив да патуваме заедно, нели, и во комерцијални летови, и во приватни летови. Нели, заедно патуваме со нив. Требало да биде внатре, ама среќа немало место, па отишол, тргна за Босна со кола и ете се случи. Што викаме, така му било пишано. Така да, ете, тоа е една интересна случка која што ја памтам, нели, и ќе ја раскажувам на многу на внуците, чудна и случајно ете, се. тоа е, така се потрефило, така се погодило. Значи, месец и пол пред тоа е Мира баш може да праште, ќе ви каже она. Нема, заедно 3-4 дена бевме на враќање, баш разговаравме во авион со пилотот, вика, скоро 30 години како летам, ќе идам ше малку пензија и така, нели, малку. И кога после скоро месец и пол се случи, не пол месец и пол, несреќата каде што ете тој пилот загина. Нели, се останатите од делегацијата. Кажа дека сите работи, веројатно можеби е тоа добро или не, пробува човек да ги заборави, да ги стави негде таму да не се сеќава веќе и да не ги зборува. Ама сметаш ли дека и на медиумските работници, но и на новинарите, навистина ни треба повеќе поддршка за менталното здравје? Тоа е сега многу се зборува повеќе, фала Богу, ама ни треба ли повеќе поддршка, затоа што сепак остава трага, не е тоа седно. Знаете како, прво мислам дека ние, медиумските работници, новинарите, поготово тие што работат во информативните програми, треба да имаат бенефициран стаж, според мене. Затоа што не е исто на 60 години, поминати 30 или 40 години под стрес. Значи, јас ќе ви кажам, мојот ден работам како почнува. Јас сега работам во утринската програма на македонската телевизија, каде што секое утро имаме, да речеме, по 2 линка кои што излегуваат 20 новинари, 20 сниматели и еден што иде со нив со дрон. Најчесто јас или останатите 4-5 луѓе што летаме со дрон. Идеме. И сега што се случува? Знаеш дека во 7 и 10 имаш во живо, треба да се уклучиш. Се уклучил линкот, не се уклучил, стрес голем, дошол гостинот, не дошол гостинот, имаш кај да застанеш, немаш кај да застанеш, времето било лошо, имало дожд, имало снег, било студено. Значи, тоа си се собира. Значи, замислете, по 2, 3, 4 снимања. И тоа е стрес секој ден, поново стрес и поново стрес. Значи, не знам, човек да е од челик, па ќе попушти. Значи, пред се мора да се види таа опција за евентуално некако законско решение, каде што поготово тие што се во информативната програма да имаат бенефициран стаж. Или веќе, кога ќе дојдат до одредена граница на возраст, каде што нема да бидат толку под стрес, да речеме, да им се дава такви задачи, туку според мене. Ако некој новинар е во својата професија е во, да речеме, во област, да речеме, економија водел, така, идел, прател економија, следи закони и сите работи. Дај му 3-4 млади новинари и онда ги подготвува, да ги обучува, да работи со нив. Исто и кај снимателите. Кога ќе дојде до тоа време, не можеш ти да го истопориш да отрчате у собрание, брзо линк, чекај у 4 сата, гужва е, не може да стигнам вестите, има, нема, чекај светлото, не знам што и си да работи. Линкот упалил, не упалил, си да работи. Најновиот да го имаш, па пак. Значи, да не правиме мовет, нели? Не секогаш се условите за работа најдобри. Дојде ли до одредена граница, што вика нашиот колега трајче, пројшли 50 и некоја година, веќе си роба за рециклирање. Значи, треба фино, лепо, да се малку дистанцираш, млади да доаѓаат луѓе, дали новинари, дали медиумски работници, да се работи со тие луѓе и да ги подготвиш
за таа професија, да ги подготви. И според мене мислам дека сите тие што работат во информативната програма треба да имаат барем 20 до 30% поголема плата од останатите што работат во документарна, забавна, народна. Важни што се и тие, ама не е важни истата се, не тежина. викам не. Значи кај нас македонска телевизија има многу сервиси, повеќе сервиси. Ние работиме со сите албанци, турци, срби, роми, власи, бошњаци. Значи, кај нас, знаете како, ние не се делиме ни на националности, ни на овие, ни на оние, ни на прв програмски, второ, трето, он. Кој ќе дојде колега, ќе биде услучен, ќе се заврши најдобро што може работата со условите кои што ги имаме во моментов, со тие камери, со тие коли, со тие услови за монтажа, да се заврши работата. Ама сепак ќе ви кажам, до одредени граници, ше поминеш ли повеќе од 30 години стаж, каде што си имал стресови, каде што си имал, веќе си ти, што викаме, роба за рециклирање, не можеш више. Мора малку да биде тој полабав. Па ни ментално, ни физички. И да работи со младите колеги што ќе дојдат, не да ги учи, што, туку да им го пренесе тоа искуство и сите тие работи, каде што едноставно ќе можат они да бидат подготвени, да видат што ги очекува и како. Оние ситуации кај што се правеле херои и новинари и сниматели, не знам што, каде што некој ете така, он е најдобар и све да се покаже на штета на другите. Тие се со краток век, нема далеко да стигнат. Да, многу е тешко и баш Не може тоа да го следи, дека може би еве и во новинарството и кај медиумските работници лесно може некој, веќе кажам лесно, да научи како да снима или да научи како да направи прилог. Да. Ама тоа дека кога ќе отидеш надвор, па може колата да ти ја дигне пајакот, па може да не работи микрофонот, Така е. телефонот, слушалката. Треба да те да. научи некој на тоа како да се снајдеш на Да имаш и трпение, да имаш и, значи лесно е нервоза да створиш, лесно е на човек, тешко е да му дадеш, да му земеш е лесно. Значи, не што викате, не секогаш он може најдобар да бил на факултет и сите тие работи, но условите при работа не секогаш зависат од нас самите. Да гледаме да си ги подобриме сами условите. Најважно е кај нас да се почитуваат законите. Значи, збориме закон за работни односи, колективни договори и сите работи. Не бараме ние нешто да имаме, не знам какви бенефици или поволности, но не е иста работата на оној што е во студио што работи, по двајца, тројца што се колеги, и тие надвор се на спортски надпревари, ги врнело, ги дувало, фудбалот трае 90 минути, 100 минути, врне истура, тој камерманот стои покрај камерата, работи, уствари не стои, работи со раце, ја држи стегнат и размислува, па знаете колку истоштува тоа? Да, и сега ние се случуваме кај нас да сме на работно време. Како да сме шнајдерки во погон и сега работно време, договора за работа ти е толку сати. Тоа треба во нашава ситуација, каде што ние сме на работна задача во склоп на работно време. Чим завршиш, ќе завршиш за 4-5 сати си слободен. Ќе завршиш за 10 сати си слободен. Па затоа што има денови кога нема работа повеќе од 2-3 часа, ама има денови кога е од сабајле до вечер. Ама има се случува, ќе окапеш пред собрание, пред суд, и она судовите на ладно, на топло се страшни. Тоа е сега, значи чекаме нешто таму, некој да нешто се случи, нема дремеш, чекаш по 2-3 сати пред изборни штабови, пред политички партии, пред не знам што не. Не секогаш ние можеме дојде заврши работата и замини си. Значи, тоа е. Спомна дека треба повозрастните колеги да ги обучуваат помладите, да работат со нив и кој ти помогнал. Има ли некоја ситуација, вие сте познати по тоа, нема да замерите никој од снимателите, некој да ти има здезнато насанкано за нешто кога си бил помлад, кога си почнувал, за да се излизгаш? Познати сте по тоа и мене ме зезале сниматели кога сме снимале, тоа мислам дека е неизбежен дел кога почнуваш. Има една интересна ситуација, значи сите тие се познати луѓе што биле во приказнава ќе ви раскажам, кога почнував да работам и нели сум работел на македонски народни приказни, па таму сум работел со Бошко Ацевски снимателот, нели ќе видиш како идат тие работи со глумци, со ова, со она, режисерот, што ќе кажеш. Ама се случувало да одиме на спортски надпревари. И се случува еднаш кога одиме во Чаир, Балкан имаше еден клуб и Балкан играше со не знам со кого, не ми текне. Атанас Костовски доајенот наш, нели спортското новинарство, он е коментатор и еден наш снимател повозрастен, за жал почина сега скоро, Гањо. Значи Ѓоко Поповски Гањо.
И одиме ние таму на снимање, и почнува надпреварот и сега, нели, треба, он со една камера снима, јас асистент тука му помагам, стативот, камерата, ставаме, нели, Атанас Костовски таму во кабина, коментира и сите тие работи. Ама се случува да некој од играчите од сред терен ја шутне силно топката и даде гол. Ама умеѓу време овој колега да запали цигара, гању, да го промаши голот, не го сними. И му се врати Таско и му вика, го сними ли? Ке ти кажам после, му вика. Добро, ја викам, гледај, гутнахме голот, што ќе се дешава? Се нема, тоа беше една телевизија, тогаш не си го снимил, тоа е што да правим. И доаѓа му вика, првиот гол го немаме што? Малиов ме гурна не сакајки. Нема врска, не стоев тука, он се заврта, да се, ајде, вика, тебе нема да ти замери, мене ќе ми рече, ама тебе. Ти бе, кај гледаш, демек ми искара тогаш, јас си молчам, знаеш, мислам, така треба. Ете, една таква ситуација каде што се извади снимателов, нели, добро, зашо не го снимал голот, излегов јас, виновен, ама мисли дека така, значи ме намести, ама никој не ме иска, рете, се случи, голема работа, еден гол не сме го снимали, ајде, последниот викенд пак играт, пак се сними. Значи, таква ситуација имало. Се, имало некој пати намерно, знаеш, такви, имало за африканци, нели, имаше сниматели, имаше тонци, осветлители, имаше Ага и Гела, едни двајца, едниот тонец, едниот осветлител, тие легенди. Ѓоко Шефче, сега тонец, да не ги споминем, сниматели, Дуле, Пивце, оно, кои што луѓето, како ти кажам, тие беа историја, значи, и од убаво да си поминеш и да завршиш работата, но професионалци максимално. Значи, еве, се имало ситуации, тоа што го раскажува, дека снимале некаде во некој затвор, дали во Идризово било, не знам каде, и се треба да се осветли келијата, да речеме кај што треба. И се он како да обележи, пошто од надвор треба светло, еден хајм да се стави, да се осветли келијата, и како да обележи, он става еден од стативите низ прозор да се гледа, која келија, за кога од таа страна отидат од надвор, видат каде да постават таму тие, како се вика, туарети и да го стават светлото таму. И сега овој Тонецов колега да му направи финта, зимање во соседната келија го става. И они местеле ставале. Режисерот вика, снимаме, пали светло так, светно, во соседната келија, не тук. Леле, ајде, пауза, уште 2 сати, значи, тоа е една шега направена, ама каде шо, да речеме, ете, и на некој од глумците треба воз да дојде, и во куферот, нели, празен е куферот, треба да го земе и да заме. Тие земале, му ставиле некои тегови таму од фарот или од, не знам, од кранот, ги ставиле теговите, доаѓа возот, не може 20-30 кило, не може да тргне. Леле, цел ден го чекале возот да дојде, замина возот, готов. Ајде, стоп, од поново. Тоа не е како сега во студија, па ама нема, сега ќе ти го направи во After Effects, во нешто возот како сакаш да лета. Нема, тоа да станеш на железички, чекаш, има воз за Битола во 4 сат и ние чекаме да дојде возот, да го снимиме кадарот. Ништо, и што правиме? Ништо. Утре ќе чекаме следниот ден да, нели, воз дојде и да се заврши работа. Ете такви имало, ама шеги не злонамерни, нели, да биде интересно. Баш поради ова со сите луѓе што се бават со креативна работа, дури да е тоа во информативна редакција, сепак снимањето, снимателите се луѓе што работат креативна работа. Дали баш затоа никогаш многу ретко луѓе ја напуштаат професијата, а од друга страна па сме познати исто, еве ќе ставам заедно како фило, дека сме луѓе што не можеме сами да функционираме. Не треба гужва, случувања, настани луѓе, галама. Знаете како јас свака ќе кажам дека во јавниот сервис не сум слушнал некој од снимателите да замине и да отиде некаде на полошо место, некоја канцелариска работа или нешто. Зашто нашата работа е предизвик. Нашата работа е креативна. Нели? И новинарите исто. Може да се случи, ќе отиде потпарол, ќе отиде новинар негде дека што и се враќаат после многу. Ќе му пројде 2-3 години, ќе си се врати пак. Зборувам, значи, тоа ние сме навикнати надвор да работиме на различни места со различни луѓе. Тоа е, викаат дека дури во пензија кога ќе отидат, Тонец и снимател одат заедно по улица. Знаете ли зашто? Па едниот да гледа, другиот да слуша. Пошто снимателите кога ќе заврши работниот веќе ќорав, ништо не гледа од гледање во камерата и цело. А Тонец со слушалиците глуф не слуша. Така да едниот гледа, другиот слуша, затоа да заедно. За многу професии, дали забележуваш надвор кога не е нели на работна задача, онаа професионална деформација, забележување на работи што може не ги гледа секој да речеме. Мене ми се случува ќе отидам во кино или некој филм гледам нешто.
приметив микрофонот, кај е скриен, кабелот каде, значи, можеше вака да го направи, или вака да го сними, или некој интервју, или нешто, или пред некој ден колега од албанска редакција, баш така, многу убав прилог снимил и го среќам во ходник и му викам, ми се допадна, викам, како е направено, нели, таму, со некои движења, со ова, со она, вика, ретко кој те сопира, кој е нешто добро, па да ти каже дали добро си го направил, обично кој е нешто лошо, па те караат. Ама викам, ми се допадна, ти си млад, викам, убаво тоа, знаеш, си работи, а во економска редакција работи таму, дечкото е супер млад, надежен и све. И знаете колку значи за млад новинар кој ќе му кажеш, добро си го направил ова, продолжи така, направи го, или многу значи, многу ќе му значи на него, а и сатисфакција една да продолжи, нели, во тој правец. Значи малце да се завртиме, ние нема топла вода да измислуваме. Топлата вода одамна измислет. Значи само завртете се, погледнете што прават светските телевизии, па и на Балканот, од северниот сосед, јужниот сосед, секаде, да, значи има многу, да не спомнуваме се ими, ние како јавен сервис да речеме, Урнекот можеме и на РТС, и на ХТВ, и сите тие работи, каде што нормално треба пари, треба државата да помогне, да се направи. И волја, не само пари. И волја, пари. нормално, и фала Богу, добро, до сега идеме технолошки напред, не е лошо, добро е. Луѓето гледам ги исполнува работата, задоволни се. Сега, нормално, во јавниот сервис има, значи, пак ќе ви кажам, ние правиме програма, значи, албански, на македонски, албански, турски, српски, ромски, влашки, бошњачки. Дури едно време радиото, не сум сигурен, уште имаше вести на грчки и на бугарски. Вести. Значи, тоа е маса на луѓе што треба да го сработат. Значи, за еден прилог да се изработи, треба тргнување од кола, возач, дали требало осветлител, дали требало тонец. И пак ќе кажам, ние медиумските работници, значи сме потрошна роба, да не речам. Значи не сме технички персонал, ама ние сме како нешто што се троши брзо. Значи треба да се обновува, треба тонци да се вработуваат, школувани тонци, осветлители. Значи светлото е наука. Не е ај сега ќе запалиме ние лампите, ќе светиме, ќе се снимаме. Значи тоа мораш така. Покрај тоа што нели новинари треба си дојдат млади си. Значи треба малку повеќе да се обрати внимание на тој дел. Значи, целина е не е тоа. Коли, возачи и се. Значи треба малце почесто да се обновуваат тие работи, значи не можеш ти, мора млади да вработуваш, мора млади да работат. Па ќе ви кажам, на 50 и неколку години не може ти се знае ако е млад тонецот, треба да работи со повозрастен и си работи, осветлителот исто да дојде да намести. Не е лесно да речеме да направиш добар прилог или убава сторија, сега што ги викаат приказ, знаете, да речеме и се. Ако не е здраво ја сработиш работата, новинарот добро се подготви, снимателот фино да го обмисли тоа, да внесе фала Богу сега со дронови, со сите тие работи, содржини да биде поинтересно, да биде. Значи јас во утринската програма работам. Не е лесно повеќе од 2 часа во денот да го наполниш тој простор од 2 часа од 15 до 7 до 9 и по колку, значи со прилози, со интересни, со јавувања, со гости, значи тоа е луѓе кои што треба да го сработат. Тоа е склопот. Тргнувајќи нели од во студио луѓето што работат, од режисерот, од уредникот, од новинарите, снимателите, монтажерите, тонци, камермани, колегите. Огромен тим е тој, секој ден се прави. Да речеме, секој ден по 30 на луѓе работат за емисија од 2 часа. Значи, и мора да биде како што треба. Да се обидеме да го направиме најдобро што можеме, сепак на крајот од денот задоволниот гледач треба да пресуди дали ќе го смени каналот или ќе се врати пак, ќе се врати и ќе остане да го гледа тоа. Тоа е најважната работа. Пошто ние кај нас ја телевизија иде со лесна програма. Некој шоу таму купено или добиено без пари од соседните држави, музичко или не знам какво, што ја знам некоја серија, не викам не, турска серија, зависи со колкав буџет направена, нели и сите тие работи. Ама не е тоа единствена забава. Луѓето сакаат да видат тука наша продукција, нешто ние што произведуваме, нешто од ова подневи. Значи, нешто треба документарни филми се работат, треба се работат од забавен карактер, музички, народни. Значи не е само купена програма од надвор. Нешто што имаше пред релативно кратко време, да бидеме реални. Документарна, си постои документарна редакција каде што ќе отиде во Делчево, во Дебар, во Берово. Зошто тој да речеме порано претплата имаше, така е се плаќаш. Зошто тој би платил претплата во Берово ако нема за неговото село, за неговиот град, за неговата планина, или зошто
би платил тој во Дебар ако нема некоја интересна приказна да се сними таму 2-3 дена или некоја патеписна репортажа или еве порано имаше еден новинар кај нас Драган Михајловски се вика, правеше за пештерите низ Македонија и се тие се такви работи ретко, скоро и да нема. Таа програма и доста едукативна, се изгуби тој карактер на самите медиуми. Преговараме на луѓето од политики, од емисии, седни, разговарај, дрн саат време политичари, не знам, ова ќе направиме тоа, препуцавање се. Сака да видат малце релаксирачки, сака да видат, за време на короната, ние искористивме ситуација, да речеме, со една моја колешка работевме за една израелска продукција, не знам што, јас со дрон, да речеме, ги летавме многу места во Македонија, каде што да речеме се како Хераклеја, како Стоби, како црквите низ Македонија, што ја знам, Струга, Охрид, Бигорски, Маврово, места кои што да речеме се природни убавини, каде што нарачка за некоја си таму телевизија, Travel, некој чанал таму кај што ќе пушти некој убавен, зашто ние тоа да не го правиме тука кај нас? Зашто да немаме секоја втора да не биде емисија таква. Без разлика дали ние ќе произведуваме да зборуваме за медиумите општо. Зборуваме општо за медиумите. Фала Богу, јавниот сервис се обидува нели да се цели кон тоа, сепак да има разнолико да биде и сите работи, но сепак треба средства, треба пари. Не може без пари не се прави ништо. Пари и кадар. Па нормално. Затоа што веќе Значи ако сакаме нешто да сработиме, веќе ви кажам. Значи една емисија што ја правиме утринската програма, најмалку 20 до 30 луѓе секој ден работат. А тоа е 2 часа од 24 во денот, така? Да, така. А тоа е еве една капка во морето. А кај се останатите сервиси? На албански, на турски, на српски, на ромски, на влашки, на бошњачки. Значи, ние сме јавен сервис, нели мора и има, фала Богу, се работи, што мислам дека можеби треба малку повише да се обради внимание, малку повеќе да има такви работи кај нас. Ова не е критика, туку едноставно е на пример. Тоа е па и не само за јавниот сервис, општо за сите медиуми, дека оној образовен и едукативен карактер што го има медиумите, треба да се врати. Така, од образовна, од програма, од нели, пак кажем, забавна музика, народна, фестивали сме снимале, сме правеле, се пуштаат и сите тие работи, нели. Ама треба и емисии да се прават. Не е само денеска пресконференција имаше, вестите и 5 пати вестите ги гледаме. Истите вести на секоја телевизија да бидеме реални. Тоа е баш интернетот сега фрчи се, тоа брзо иде. Пред да завршиме да прашам, си како снимател, ќе има ли тонет со кој ќе шеташ, далеко е пензија, ама ќе има ли тонет со кој шеташ едниот да гледа другиот да снима? Ако преживееме, ако не умреме од некој стрес, пошто ретко од снимателите наши колеги кои што дочекале пензија, значи ете има доста што ете така или ќе отиде у пензија па некоја година и толку знаете се си има тука си доаѓа тие последици се наплаќа за жал. Да, ете. Сите тие мајстори што ви ги спомнав големи, кој од ова, кој од она, ама добар дел не дочекуваат. Го спомена снимател легендарниот Гањо, во кој еве во Скопје тие што биле во Чамо веројатно имаат фотографијата легендарна со Тито и со Јованка видено. Тоа е дедо на Петар Догов што работи во телевизија Телма. Така, да. Исто татко на Догов од Канал 5 снимателот, уште еден ваш колега. Сите се бреони во фамилија. Како беа? Не. Не кажувам Догов дека снимателот од Канал 5 му е татко на Петар од Телма. Они се цела фамилија новинари. Значи мајката на Петар и керка на Јасмина. И што исто беше новинарка. Да, и во радио. Они се цела фамилија. И Владо, што е Владо кај нас продуцент е Владо Пуповски. Да, ова за некој што се од генерацијата што не ги памти. Тие се со златни букви во историјата на македонската телевизија запишани. Значи од Гањо, од Франц, од Манаки, од Мисо, од Бошко Ацевски, Владо Јаневски, Глигор Апостолов, Тоде, Драги Таневски, значи тоа се луѓе кои што снимале, работеле, значи и во историја се значи на историски моменти присуствувале, каде што значи изработувале, правеле значи и драми, и филмови што има трајна вредност. Значи драма снимано, што знам, Обстанок, Пепи, Пертев Назим. Значи тоа се каде што се изработи, сега да ги пушти се актуелни, безвременски се тие. Значи
не е само, ајде иди денеска прес, таму помина, дали овој премиер или оној, више ќе ги забориш, за 2 години ќе забориш кој бил министар за ова, кој бил за оно. Значи, не трајни вредности треба да правиме. Успехот на секој снимател е кај што ги има трајна вредност што ќе остави за себе и кога ќе го пушти и после 50 години што ќе го гледа некој, трајна вредност ќе има. Да. Ти благодарам уште еднаш многу, ние секако надвор од ваква работна атмосфера ќе се видиме, па и Да. гостим во некој следен подкаст затоа што муабет имаме секогаш многу да направиме. Ви благодарам што ете вака како медиумски работник меѓу првите ме поканивте, се надевам нели и други колеги ќе има нели различни професии. Уште еднаш голема благодарност и ви посакувам многу успех на вашите емисии. Благодарам. Тоа е тоа. Чао.